Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Топло и утро во 25 степени Целзиусови. Добро утро Македонија, добро утро до сите што денов го започнуваат со првото утринско кафе, а до оние кои што се задволенот, возете внимателно, проблеми утрово во сообраќајот немаме, застои исто така нема, фреквентно е на Богородица и на Табановце, а фреквентно богами раздвижено за петок наутро и во Скопје. 26 јуни денеска, тоа значи дека е време за уште едно убаво музичко дружење, пред нас е сончев ден, најавени се повторно високи температури од 34 степени Целзиусови, а топло време ќе имаме и за викендов. Македонија, добро утро и добре дојдовте во Звук што се гледа, утринска емисија на Радио 2 и Македонската телевизија, каде што секој нов ден го започнуваме со позитивна енергија, интересни приказни и секако добар избор на македонска ретро музика. Кога е петок, традицијата е јасна. Следува ретро петок. Добро утро, започнуваме веднаш. Денеска, 26 јуни, ни светот се одбележува како национален ден на баркодот. На прв поглед можеби ова изгледаат како неколку обични црни линии што секојдневно ги гледаме во продавниците, но за секој баркод се крие приказна, исто и со музиката. Некому една песна му е само мелодија, некому прва љубов, некому матурска вечер, потсетување за летен распуст, спомени. Интересно е што токму јуни од секогаш бил месец кога македонската музичка сцена ги правела последните подготовки за летната фестивалска сезона, ако зборуваме за Охрид фест, подготовките за Мак фест и секако бројните концерти низ земјава. Ако се вратиме во 2000-та година, во јуни пак е промовиран, односно беше промовиран и вториот албум на Тоше Проески, Синот Божји, албум што го претвори во една од најголемите музички ѕвезди на Балканот. А денес во Ретро Петок ќе се потсетиме токму на песните што не се мерат со години, туку со спомени. Почнуваме со првата песна веднаш по првиот джингл. Како лета времето брзо кога си без зорка, 7 часот и 34 минути е утрово, на затоа со добра музика јас ќе пробам да си излечам мојата самотија утрово во студиото на Радио 2. Каде да не слушате низ Македонија во моментов, посакувам добро утро и ја најавувам првата песна и ве враќам во едно време кога љубовта започнуваше со вртење број на фиксен телефон. Тогаш немаше пораки, немаше социјални мрежи, само малку трема и надеж дека од другата страна ќе се јави вистинската личност. А токму во 1980 година токму еден телефонски број стана најпознатиот во Македонија. Веќе претпоставувате Драган Мијалковски, Скопски фестивал 223-305, песна која што и денес буди насмевки и носталгија. Долго те очекувам да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој, сврти го, мојот број. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чека еден свенат цвет. На 223-305 побарај ме. Долго те очекувам да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој, сврти го, мојот број. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чека еден свенат цвет. На 223
побарај ме. На 223 305 те чекам, драга, јави се. На 223 305 побарај ме. На 223 305 те чека еден светот свет. На 223 305 побарај ме. Побарај ме. Ретро петок на Радио 2, 7 часа 37 минути, Скопски фестивал 80 години, 223-305. Постојат песни кои што не ги препознавате само по првите зборови, туку едноставно по гласот. Кога ќе запее Калиопи, доволни се само неколку секунди за да знаете која песна следува. Обоиме е една од оние композиции што со години останува дел од радиопрограмите, концертите, телевизиските програми и музичките желби на публиката. Вака ќе кажам, моќен вокал, силна емоција и уште еден подсетник зошто Калиопи е едно од најголемите имиња на македонската музичка сцена. Во Ретро петок со обоиме ја слушаме токму сега. За добро утро. Ако веруваш во Бога, тогаш верувај во себе, не ме давај на ге волите. А ако можеш да ме видиш кое црнило ме пере, дај помогни ми обои ме. Обои плаво и добре ме со снагата на ветровите. Обои шалта и вечер нека мириса на јасминов свет. Обои ме. Обои ме и пред се, ти се ми боиш што се од срце. Обои денови, но стари спомени, обои се што не живе. Обои ме. Обои ме, војна срна бела. Калиопи и обоиме во Ретро петок на Радио 2. Добро утро за Сара, добро утро за Марко и добро утро за Никола. Сите патуваат кон работа во моментов, уживаат со Радио 2, а и верувам и со следнава тема, бидејќи Марко ни ја побара и се совпадна убаво со нашата плейлиста. Ќе кажам во однос на она што следно оди на Радио 2, подсетува на лето. Летото има свој мирис, има своја боја, но и своји песни. Има и песни што доволно е да ги слушнете еднаш, па веднаш да ве подсетат на море, дружење и на безгрижни вечери. А токму Дирлада на групата Меморија е една од тие песни. Групата Меморија и даде нов живот на оваа позната медитеранска мелодија, ја претвори во една од најомилените песни кај домашната публика. А во духот на летото, кое што веќе ни предстои, односно почна, ова е 6-тиот ден од летото, Меморија Дирлада токму сега.
Вирлада и меморија на Радио 2. Македонската музичка сцена од секогаш знаела да биде и духовита, освен големите балади и љубовни песни, имаше и музичари кои со многу хумор и сатира знаеја да ја насмеат публиката. Ристо Бомбата и Кучешка Тенија беа токму такви. Оригинални, откачени, секогаш своји, а нивните песни и ден денеска ни будат насмевка, рефрените лесно се пеат. Па затоа во Ретро Петок, како следна тема на која што ќе се потсетиме ово утро во следниве некои 2,5 минути, дојди ти Ристо Бомбата и Кучешка Тенија. Дојди ти во Канџивена острани, дојди пиле да те кубам цела ноќ. Бедуви ќе летат од твоите крилца копани, а буките ќе цветат ко зумбули. Ти не знаеш скоро ништо, дали сум добар и колку сум јак, а секога сум спремен да те погледам ко пиштол. Куршуват мене ми е заштитен знак. Твоето тело е само за дублерица, ти си за вохарен, а јас да сум паша. Изигруваш домаќинка, готвачка и девица, многу ми наја пробале твојата каша. Дојди ти во Канџивена острени, дојди пиле да те кубам цела ноќ. Бедуви ќе летат од твоите крилца копани, а буките ќе цветат ко зумбули. Не сакам јас тебе да ти пуштам бради, жени да лажам, тоа не е некој штос. Сакам да ги галам твоите бујни гради и цела вечер со тебе да играм воз. Јас ке сум вагон, а ти локомотива. Ти ке испаруваш, а јас ке те ложам. Ке ми пееш песна како оперска дила. Дојди ти во Канџивена острени, дојди пиле да те кубам цела ноќ. Бедуви ќе летат од твоите крилца копани, а буките ќе цветат ко зумбули. Седум часот 44 минути. Промена имаме на моменталната температура во Скопје, 26 степени веќе во центарот на главниот град. Ќе биде топол и сончев и овој петок. Ретро Петок имаме ние на Радио 2 и на македонската телевизија утрово. Ве враќам со следнава тема во едно време кога во Скопје ноќниот живот навистина беше поим, викендите не можеа да се замислат без добро излегување, секоја дискотека имаше песни што го полнеа подиумот уште по првите тактови. Следува токму еден таков македонски хит. Ке кажам песна што ја одбележа домашната поп сцена и стана неизбежен дел од забавите на почетокот од новиот милениум. Во Ретро Петок на Радио 2, високи штикли и црни чорапи. Одиш по улица, се врта по тебе, а ти така гордо гледаш само пред себе. Дој кува свира, озборува корат, а ти си ладна. Гледам јас, стојам и се чудам за таква риба, сред ноќ се будам, забележуваш, се живо разпаметуваш, а ти си ладна, ладна. Високи штикли и црни чорапи, се вртам ако треба и по 100 пати твојот лик ме прогонува, се насмеваш или се писторува, сите те гледат, со поглед снелат, а ти веќе не си ладна. Чекорот твој, така одневе нево, никој студен ден би разведрил се, о како чекор, му нема прекор, а така си ладна, остануваш ладна. Високи штикли и црни чорапи, се вртам ако треба и по 100 пати твојот лик ме прогонува, се насмеваш или се писторува, сите те гледам.
Високи штикли и црни чорапи на Радио 2 и на македонската телевизија во ова најново издание на Ретро Петок. Продолжуваме со уште еден безвременски македонски хит. Ќе ве вратиме во далечната 1998 година, Македонија на изборот за песна на Евровизија со емотивна балада. Станува збор за Не зори зоро. Музиката е на Григор Копров, текстот го подпишува самиот Владо Јаневски. Песната прераснува во еден од неговите најпрепознатливи евергрини, преполна со силни емоции. Уживајте во продолжение. И пушти ноќта да ги сокрие. Очиве што раѓаат бисери, срцево што друга не љуби. Виното ме води до неа, а се подалеку од памета. Јас морам да пијам, да се опијам, без неа сам да живеам. Мајко не можам. Оти мајко прашај кај нејзините, дал ке ти ја дадат за мене. Ако дадат, викни свирачи, ако не место клетва по мене заплачи. Јас морам да пијам, да се опијам. 98 година, Не зори зоро, Македонија на изборот за песна на Евровизија. Одиме само неколку години нанапред и одиме, ајде ќе кажам, на стартот од новиот милениум, почетокот на новиот милениум, бидејќи ни донесе едни од најинтересните музички соработки на македонската сцена, кога моќниот вокал на Андријана Јаневска се спои со препознатливиот стил на Врчак. Резултатот беше песна што уште на првата изведба на Макфест ја освои публиката. Приказна за љубов, чекање, денови што поминуваат побавно кога ви не достига некој. Врчак и Андријана во Ретро Петок со Ден по ден. Знам, не се броеле девојките во мојот живот што постоеле, но кога дојде ти на ред, за се ницел редослед се залюбив до недоглед за денови минати пет. А јас со другите на страна, на срцето твое си му отворил рана. Кога почнав да те губам, прв пат сватив колку љубам, прв пат решив да се сменам само за себе да те земам. Ден по ден време минува, но тоа што ме боли гради не поминува. Ти си ми пак во мислите, боли тоа што не сме истите. И кога те погледнам во очи ти, потонувам, но ако сум ти сгрешила,
кажам дека не сум веќе истогаш пробав да се сменам и да свртам нов лист, да допрам чист пак до срцето твое, да најдам лек за лузните на срцето мое. Но кажи кој е крив, што беше јас на ти, дека не сум принц од твоите сни, дека ти си сакала озбилна врска, си нашла нов тип, без врска. Ден по ден време минува, но тоа што ме боли гради не поминува. Ти си ми пак во мислите, боли тоа што не Ден по ден, Макфест, Андријана и Врчак. И за самиот крај на денешниот ретро петок чуваме уште еден голем македонски хит, песна што во своето време се слушаше на радио, на забави, во автомобили, а рефренот брзо се паметеше, а и се уште се памети и се пее. Драган Карамфиловски Бойс со години беше препознатлив по својата енергија и заразните мелодии, а оваа композиција е една од неговите најголеми музички потписи. Го заокружуваме денешното ретро дружење со Опасно сум влюбен во тебе. Коњи седлани и сјајни бисери, јас ке донесам. Тајни морски длабини и златни ливади ќе ти подарам. Сите турски цареви и римски леги не се доволни да те одбранат. Опасно сум љубен во тебе, не сваќаш, луд сум без тебе. Ноќва е тивка прекрасна, води ме во рајска градина. Бели коњи седлани и сјајни бисери, јас ке донесам. Тајни морски длабини и златни ливади ќе ти подарам. Сите турски цареви и римски леги не се доволни да те одбранат. Опасно сум љубен во тебе. Не сваќаш, можеше рефренот да го дослушаме, гледам и колегите како ужива, но тоа е тоа, времето не гази, 7:55, полека ќе го заокружиме денешното ретро дружење, но пред да се разделиме еве неколку убави предлози како да го исполните престојниот викенд. Доколку сте љубители на музиката и филмот, вечерва и утре во кино Фросина во МКЦ се одржува фестивалот Скопје Cinema City, посветен на музичките документарци и легендарните светски изведувачи. Во Киселаво да започнува тридневната манифестација Културно лето со концерти и настапи на Лозано, Таско и многу други домашни изведувачи. А доколку преферирате поинаков музички амбиент, во рамките на Скопско лето во Сулијан вечерва ќе настапи женскиот хор Фрида со концертот Песната Елек. Толку од ова издание на Ретро Петок, благодарам што овие 25 минути бевте со Радио 2 и со Македонската телевизија уште еднаш да пренесеме што се случува во нашето студио и како тоа изгледа и од телевизиска перспектива едно издание на Ретро Петок. По 8 часот на Радио 2 продолжуваме да уживаме со убава македонска ретро музика, впрочем како што и сте навикнати годиниве наназад.